Порасна во мал град кој стана символ на европската политика на затворени граници за мигрантите и бегалците. Од вчера грчките власти почнаа да го отстрануваат кампот кај Идомени. Грчката полиција ги пренесува мигрантите и бегалците со автобуси, пошто со булдожери ги урива шаторите во кои тие беа сместени во изминативе месеци. Со овој потек дефинитивно се растури сонот на илјадници луѓе дека со текот на времето ќе можат да го продолжат патот до побогатите земји на Европската Унија. Бегалците, главно од Сирија и Ирак, тврдоглаво одбиваат да ги послушаат повиците на грчките власти за доброволно заминување од кампот. Но во вторникот тие со автобуси почнаа да бидат раселувани во нови кампови што ги изградија грчката војска и локалните власти. Во нив за неколку денови треба да бидат пренесени и преостанатите 6.500 бегалци од Идомени. Само во вторникот полицијата пренесе 2000 луѓе. Во операцијата учествуваат 700 полицајци, а целата акција се снима со хеликоптер. Во кампот не е дозволен влез за новинари и сниматели. Полицијата е насекаде и тоа навистина страшно, вели 50-годишниот сириски бегалец Емад Хавари за новинската агенција Associated Press. Тој со неговото семејство претходно успеал да избега од кампот и додава дека не сака да биде сместен во друг камп. Во Идомени во март годинава имаше над 14.000 мигранти и бегалци, но нивниот број се намали откако почнаа да сваќаат дека границата нема брзо да биде повторно отворена. Повеќето живеа во мали шатори во нивите и покрај железничките пруги, а тамошните услови беа мизерни. Во последно време кампот почна да добива имидж на постојан откако бегалците почнаа да отвораат мали продавници, фурни и берберници. УНХЦР соопшти дека се надева оти операцијата на грчките власти ќе мине мирно. Владата нема да преземе насилни мерки. Станува збор за голема операција која мора да биде добро обезбедена, изјави владиниот портпарол за миграцијската криза Јоргос Кирицис. По расчистувањето на кампот, грчката влада најави повторно воспоставување на железничкиот сообраќај кон Македонија, што е во прекин веќе 2 месеца. Над 54.000 бегалци и мигранти се заглавени во Грција, која пак се наоѓа во тешки финансиски проблеми. Низ Балканот досега минаа скоро милион луѓе кои бегаат од војните и сиромештијата на Блискиот Исток и Азија кон Европската Унија. Во март Унијата постигна договор со Турција со цел да биде намален бројот на луѓето кои стигнуваат на грчките острови. Мелани Уорд од Меѓународниот комитет за спас со седиште во Њујорк смета дека расчистувањето на Идомени е резултат на неподготвеноста на Европската Унија да ги релоцира бегалците од Грција во другите земји членки каде што ќе им биде понуден азил. Она што се случува е почеток на кампови кои долго време ќе бидат на европска територија, вели таа.